Советот на Европа по 26 години го затвора постмониторинг диалогот со Македонија. Парламентарното собрание на Советот на Европа ја изгласа резолуцијата за Македонија каде се потенцира напредок во владење на правото, заштита на човековите права, демократијата и соработката со телата на Советот на Европа. Известувачите кои го подготвија документ извештајот Сибел Арслан од Швајцарија и Џозеф Орајли од Ирска. На дебатата во Страсбург порачаа дека земјата напредувала овие 2 децении, но го потенцира и закочениот пат кон Европската Унија. Орајли ги повика политичките лидери во Македонија да најдат компромис за францускиот предлог и промена на уставот. Regarding human rights and the rights of national minorities, there are still some issues to be addressed, particularly concerning the Bulgarian minority, as well as the use of the balancer tool and the application of the law on state languages. We fully support North Macedonia's bid to join the EU, and we call on all the political parties to find a compromise to implement the French proposal included in the conclusions of the Council of Europe of July 2022. Пратеникот Чешка пак изрази сомнежи дека треба да се врши притисок врз земјата за промена на уставот. I'm convinced that the issue of citizens belonging to the Bulgarian minority in particular should not be instrumentalized in interstate disputes and should be handled in accordance with the usual standards of protection of human and minority rights. I myself come from the country where individual minorities are not explicitly mentioned in the constitution, and I have some doubts that Macedonia should be pressured to do so. На дебатата се отворија многу прашања, како борбата против корупцијата, ниското ниво на судската независност, политизација на судството, а се повикаа властите во Македонија да го реформираат изборниот законник со спроведување на препораките на Венецијанската комисија и ОДХР на ОПСЕ. Учествуваа и представници на македонската делегација. We have had our history, identity, language, music, art and whole being negated. We were told that we are not who we are. Yes, in the 2 world wars and today. But Macedonians do not give up. For these reasons, I urge all members to support this draft resolution. It not only acknowledges the progress we have made, but also affirms our commitment to a diverse society that remains united. ПСС ја предложи да се следат случувањата во земјата во рамките на периодични прегледи за да се оценува напредокот во нерешените прашања. Инаку Македонија стана членка на Советот на Европа во 1995 година и до 2000 беше под целосен мониторинг, пошто започна постмониторинг диалогот.